Нема поболно нешто од детските солзи. И иако се вели дека кога животот ни дава 100 причини да плачеме, треба да му покажеме дека имаме илјадници причини за да се насмевнеме. Понекогаш срцето како рефлексија ни испраќа толку болка што едноставно душата ни се кине и мора да пуштиме солза. Да имаме соба да учиме. А нема на соба се седиме. Па да имаме кревет, друго масичка. И тоа. Па да имаме на масата да јадеме. Те некад не јадеме. Немаме. Така некад по школа гледа. Како јадат. И парамам, они немат, одека ги ми дадат. Барат да јадат, да имат у школа да си купат нешто. Тешко е. Најтешко е во животот. Ото е потешко, не? Ќе оставим инвалид, моето живот. Добро утро, еве сега се најавуваме од Петровец, од нашиот магазин. Ние сега еве се спремаме да отидеме во Паланка, во Мождивњак кај Горан, да успееме да пробаме да го усрекиме ова семејство, да му направиме фасада. Тука се еден мал дел од момците што ќе работиме на тој проект и сега полека ќе се спремаме, ќе да го товариме камионот. Веќе една група е отидена за Мождивњак со скеле, ќе не пречекаат таму да ја припремат, да го припремат објектот за работа. И ние сега да товариме полека, момци да товариме што треба лепак, стиропор и да кренеме да работиме. Ајде. Отворете капија, стиропор да... Ајде. Земи ти, деки, ти земи комбето, запали го, истерај го. Да, истерај го за да може да се направи простор. Таму подесно остави го, да може камионот да влезе, за да може да се товара. Скелето го однесува, само лепак ќе товариме, стиропор ќе товариме, деки вилјушкарот само да го спремиме. Да, ќе се наоѓаме во Мождивњак, да го инвестираме за собраните пари во куќа, да ја купиме куќата и да бидеме среќно семејство. На интернет го најдовме дека се продава куќата, овдека една соба има, една соба и овдека има, и тука има друга соба, 100 и нешто квадрата има. Повеќе од 100 квадрата, да, така? повеќе. Има и степеници на дворешниот таму. Може и од там да се качи и внатрешни има пус. Да се овде искречи. Искречи, да. Искречи овдека, ова е зито. Ова е зито со... Да, кујна е, да. Овој со цимент се малтереше овој. Знаете дека секогаш може да рачунате на нас и сигурно дека ќе направиме се што можеме за ова семејство. Само ќе треба да дојдеме да видиме што треба да се сработи и ќе ја средиме и таа работа. Останува уште деталите, да се прифрлат парите и нели тој имотен лист да дојде во да се своите даат ред. документите и да се префрлат парите на газата што е на куќата. Задоволен сум, презадоволен сум.
Оваа куќа беше купена со заеднички сили, донации од хуманите луѓе ширум Македонија и поддршка од емисијата Срце на дланка. Но, иако нова, куќата не беше веднаш погодна за живеење. Без основни услови, без фасада, без измалтерисани ѕидови, со стари и оштетени прозорци и врати, без подови и без мебел, семејството не можеше да се всели веднаш. За едно дете како Јован, кое минало низ премногу лоши ситуации во своите мали години, тоа беше само уште еден чекор до сонот што треба да се оствари. Но денес, тој чекор се претвара во скок напред. Благодарение на пожртвуваната екипа од Свис Градба, почнавме со обемни градежни зафати. Во денешната емисија на Срце на дланка ќе сведочиме за уште една исполнета хуманитарна приказна со среќен крај. Овој пат нашата екипа заедно со тимот од фирмата Свис Градба, предводени од Дарко Петрушевски, се упати кон Крива Паланка, каде не чекаше новиот дом на малиот Јован и неговото семејство. Почна да истовара. Едни од тука, едни носете деки одма од другата страна, стирот. Да. Да. Добар ден. Добар ден. Како се, Дарко? Здраво, добро, вие како сте? Гледам, започна работната акција. Да. Се наоѓаме во село Муждивњак. Да. Кај Горан, кој што минатата година, во декември месец пред Нова година, го снимавме и народот донираше. Да. Купивме оваа куќа, меѓутоа е недоправена. Вие бевте во координација изминатиот период преку нас. Денеска треба да правиме, да почнеме да правиме фасада. Ќе правиме? Ќе правиме. Правиме како што ветивме. Уште кога се слушнавме, нели, кога не побаравте. Се договоривме еве да времето да биде подобро, а и ние време да најдеме, нели, за да ја направиме фасадата да биде како што треба, да биде куќата целосна. Исто и за внатре. Ѕидовите ќе ги бојадисаме. И за тоа сме спремни, носиме и боја, и молери, и така. Ќе се поделиме сега. Не има доста во голем број денес. Уште еден дел од екипата ни фали, ама и тие ќе ги составиме наредниве денови и така. Да видиме да биде побрзо. Не чека многу работа. Горан, ти дали си подготвен и ти се верува ли дека ова се случува? Да, ми се верува. И сум благодарен на маесторите, на Дарко. Прво да завршиме. Да, после ќе се заблагодаруваме, После ќе не чека многу благодариме. работа, да, не чека дефинитивно. многу работа, ама ќе биде, брзо ќе биде. Со оваа екипа, со овие луѓе, уиграни дечки, ќе завршиме. Да, како се започнува, гледам скелето е поставено. Да, скелето е поставено, сега ќе ја премачкаме куќата малку, пошто ѕидовите, циглите се нели постари, подамнешни, има прашина на нив, да се зачисти прашината, подлога и ќе почнеме да лепиме. Едни ќе почнат горе да местат лајсни веќе на бетонот, каде што нема да се лепи, нема потреба горе, само ќе се лепат ѕидовите и почнуваме со лепење, па лајсни, мрежа и така до абриб. И на крај завршниот дел ќе биде абрибот. Ќе видиме бојата, ќе одредиме, ќе видиме каква боја ќе ставиме. Имаш ли некоја идеја како сакате да изгледа? Разговаравте ли за бојата? Не сме разговарале, маесторите како ќе одлучат. Како ќе одлучат тие? Се е во нивни Да, раце. во нивни раце, да. Се ќе биде убаво, Ќе биде. бидејќи ќе биде нели ново. Да, Нов така. изглед ќе добие куќата. Планот е да се преселат тие веќе од есен. Сигурно. Ние во наредниве денови ќе дадеме се од себе, да ја завршиме и фасадата, и внатре ѕидовите да ги обелиме, да ги бојадисаме и да биде спремни за вселување. За другите активности сега не знам внатре што ќе има, што ќе се работи уште и така. Треба да се оспособат неколку соби за да може цело семејство да почне да живее тука од есен. Наредниве денови ние тоа се ќе средиме. Ќе пуштиме и внатре екипа и надвор, така да... Паралелно ќе се работи и надвор и над. Паралелно ќе работиме, да. Верувам ќе биде тоа Паралелно. брзо и Брзо. конструктивно. Се надеваме со Господ напред, нели? Делот од продавницата, некогаш на продавница, каде што вие во моментов спиете. Да, овдека спиеме,
Мора не е направено онака горе, мора да стоиме овде. Ќе се направи, Здравје затоа се. сме тука, да. А ова е дел од мебелот што ти е донесен од Паланка од Паланка. и дел што е дониран преку емисијата. Да, преку емисијата, да. Да. Ово е донирано, овие столици овдека, овие се од Паланка. И телевизор бедам се донели? Не, тај телевизор од Паланка е. Исто, да. Мора, Ова е веројатно тоа е електрично, електрично шпоред. електричен шпоред е Да. тоа. Тој ми го донира. И тоа ви е И донација. ово е за кафе. Аха, Тоа е машина. Тоа се ќе се намести од како Да. ќе се направи куќата. Има време за тие детали. Таму е исто, Тоа е фурњак. да, таму некогаш не фурна. Меѓутоа, работата е да се сместите во собите каде што, нели, ќе живеете. Да, на вториот спрат. На вториот спрат се собите. Веќе одредивме која соба на кого ќе биде. Да, на Јованева големата овде. Големат. Јован, ти дали си возбуден? Да. Конечно дојде денот кога почна да се реновира куќата, што ја купивме, за да можеш да бидеш среќен, да ви бидеш широко. Да отидеме да ги видиме ајде. собите и да видиме како е планот. Ајде, може. Што планирате? Цидовите не се лоши, ќе ги поправиме каде што се оштетени и ќе се окречат. Малтеријата е добра, ја проверивме, само да се санира некои ситници тука околу. Па да, еле, И ќе- дупката. Да, овие дупки, значи, што има вака за ивички да се дотераат и ќе се кречи. Да, ќе се обели 2-3 раце, пошто ова не е воопште бојадисано до сега, а и стоено, ќе се стави подлога и ќе се окречи. Ќе биде добро. Да. Потоа ќе фали тука само уште ламинати. Да, уште ламинати, нека внесуваат, нека Ќе се може вселуваат, нели? мебелот да се внесе и да се живее. Да. Тоа ќе биде, претпоставам, многу скоро. Многу брзо, да. Да. Тоа е со оваа соба. А со други... Исто, целиот спрат. Целиот спрат ќе го... Да, сите соби ќе ги дотераме. Сите соби исто. Сите соби исто ќе ги направиме. Сите. И таа ќе... Да, комплетно. И таа, и ова. Е сега овде, ние со мачкање не работиме. Овде претпоставам ќе биде кујната. Да. Е, овде сега ќе видат, ќе треба да се измачка ова и да можат плочкари да бараат за плочките. Овде ќе мора да се измалтерисува како што е тука, Така. само малце грубо, не мора волку да биде мазно, за да може да се лепат плочки. Ќе може ли да го направиме тоа? Ние не мачкаме, Да, но во меѓувреме да се викне некој мајстор да го направи тоа. ќе пробаме, ќе побараме, ќе видиме. Ако најдеме некој мајстор слободен Да не некој остане вака. Да. Гревата е Ако се да се може, среди, да. Ако може некој мајстор да најдеме, да може да... Тоа да колку го време измачкаме. би одземало? Со сушење, со... Па не, брзо суши, сега е лето. Брзо е лето. Сега е лето, брзо суши. Затоа и чекавме да дојде Ова потопло може за време. еден ден да се измачка и после тоа да се појадиса и може да се лепат плочки, нели за вокуина. И тука е истата процедура, санирање на... Истата, ова ќе се очисти сега од птици, велизмет што има и тоа што е испрлано, ќе очистиме, ќе се стави подлога, ќе се окречи, готово. Да, ќе се следи, за брзо време се надевам, со Божја помош ќе биде ова се готово. Ќе санираме негде ако има пукнатина, негде кај што не е доправено, ќе осанираме ние во меѓувреме, ќе работиме и внатре и надвор. Ја сега прво надвор дека го доместат скелето уште на задната страна, ќе почнат да припремат, да лепат и ќе видиме дали денес или од утре ќе пуштаме луѓе за И за внатре. внатре. Да. Така и со таа соба и со... Со сите, целиот овој спрат ќе го направиме. Целиот овој спрат. Да, ќе го направиме. Ќе ставиме пурпеничка, ќе залепиме стиропорче, убави лајснички ќе се стави и ќе си биде супер. Ќе се изработи убаво, перфектно ќе биде. Не се лоши зидовите, ќе ги направиме. Веројатно си ги правеле за, нели, свој кејф. А за подот што треба да се направи да дојде до ламинат? Овде колку што гледам ќе мора кошулица да се стави зашто не е многу право за ламинат директно да се реди. Колку што јас знам, многу не се разбирам, ама од тоа, но сепак знам дека треба Барем кошулка да се некоја стави. тенка кошулица. Порамнителен слој ќе мора да се стави и за да може да легне убаво нели подот. Прво тоа ламинат. изолацијата, Да, да се става филм, се става
и од озгора се става ламинатот серени. Меѓутоа мора подлогата да е рамна. Овде ќе мора да се стави или кошулка една, нели, една тенка или така, има течни сега средства, се полеваат, се рамнат, за да се добие рамна површина. Зашто ако се наради ламинатот ќе се криви. Тоа Не, исто. рамно ќе се криви. Исто треба да се најде мајстор што го работи тоа. Вие тоа не го работите. Не. Ова можеш Не, сам. може, ја Да, така. полека зачистувај ги, Све ги. за да може да се излакираат. Да. И чистиме ние. Ти донесам јас лак, кога си слободен, работиш Да. нешто, не. Не. Изеби лак, јас ќе ти дадам лак, ќе ти донесам и офарбај ги вратите. И шмирлај ги малку Ќе ги и готово. Нема проблем. Ја ќе ги чистим. Тоа може да ни помогне. Не, ќе кажете што може. Јас ќе му дадам лак за нашата подарница, имаме лак за ова. За дрво, брат, да. за дрво. Ќе му дадам лак, лазура, ќе ги премачка, ќе си ги направи вратите и нема проблем. Ќе му бидат нови, они се убави вратите, се Не, уве. солидни. Само да се исправат. Овие беа со куќата, така? Вие само прозорците ги сменивте. Не, и вратите ги менјат зашто беа скапали, те ги доле, све се скапали. Овие све. Све. Мора да ги сменим зашто батишен. Не може чим помине фасадата, после вадиш и оно све се батише. Не, и се батише фасадата. Оштети се, не. Добро сте направиле, на време. На време, да. Па нема, ја овдека чисти, мете и Јован отвори и он запада прозор, тја тори рука ќе го тебе прозор. Он дека и викам мора да А тие старите прозорци за ќе старите го ти повреда. кажем, овие се нови. И оваа врата и тој прозор ќе све едно. Так. И ти одлучи како ги плати прозорците? Па нема на некој мал дел од нас сега и уште мал дел треба. Уште малце ви остана да Да, го уште платите. мало. Кога ги стававте? Пролетта? Сега? Скоро. Пред 2 месеци? Има. Колку ве чинеше промената на сите прозорци? 3000 евра за овој, ама он направи малку криза, знае човекот. И Попуст? Попуст, околи 1500 евра. Попуст. Околу 1500 евра? Да, попуст. Па добра, 50% Да, попуст ви направи дал. човекот знае ситуацијата каква ми и добар мајстор е работи. Еве и на брат ми у Паланка менја певец е. И видов дека е добар мајстор. Брзо се наместија. Брже дојдеа за еден ден со татко му има околу 65 години, татко му помага. И ја што може и ја малку помага. И ги наместиме. За еден ден, све. Сега и кога ќе се вселите и секога ќе, нели, се намести, сепак куќа тешко се одржува. Тешко, Ќе мора тешко, без работа многу се да те- се работи, да. Да, Ќе мора мора да многу се да се работи. работи. Ова да не го лепиме, ќе му ставиме лајсни, пошто секако ти е А устакло се. овој плафонче Лајсни како лепак. ќе го направиш? Како ќе го направам, ќе биде направено. Добро. Тој на Ќе биде вас убаво. остави. Да. На вас Ќе биде остави. убаво. Овие плочки само- ви остануваат? Да, тие Ќе да. остануваат. Значи само овие делови таму позади тие не можеме да ги правиме. Тоа тарасата натаму што ти е тоа. А куќата како куќа ќе дотера. А штом плочките значи остануваат, најдобро би било бела да биде фасадата, Ќе видиме. Не, имам нијанси некои. Ќе најдем. за да одговара со ова. Ќе одговара со ова. Која Со ова боја? Одговара и крем, и кафенко, и на жолтеникаво, капучино, пошто има веќе детали. Еве ги овие плочки се веќе Кремаста би дошла кремасти, како варијанта. Ќе одредиме убава боја. Ќе На одредиме вас убава оставим боја. јас. Нема гаља. Ќе одредиме. А со овие каблови што ќе правиме овде? Ова е струјата. Таа струја знаеш што и може и така да остане. Па не е овако убаво естетски. Убаво да остане. А? Ние зашто ќе правиме? За да изгледа убаво. Ама како би Кога го ќе дојде тука направил? фасадата гора, не може кабли да висат. Нели може овие каблови? Ај, овај кабел ја ќе ga тргнем. Овај кабел. Овај кабел, овај може да ga тргне. Овај. Овај држи тој струјата.
Тој да, Ама овај не можем да го тргнеме. Ова е единствена опција од тука да излегува? Да. Мора тоа иде до осигурачи, па има автоматски осигурачи. Ова е некоја маска, да не се гледа. Да влезе? А овие железа, имам брусалите тука. Ќе ги сечам. Да, тоа е обвезно. Не, имаме и ние бросалица, нема проблем. Ќе ги сечеме тие и готово. Да не треба електричар тука да се... Не, електричар за кабелот не, ние ќе го покриеме некако и готово. Ќе ми направиме на кутија од стиропор. И ќе остане внатре. Така. Како имитација стол ќе биде. Сигурно облачите работниците и кречите. Денеска ли ќе почнете да работите? Па не да мачкам. Вие си терајте, чистете, ако можеш да се активираш. И на Јован да му облечеме работнички. Знаеш што? Нека работат сега. Не, јас те видов дека ти дадовме мотивација ние сега. Не, со ќе го нашава направи. екипа. Затоа Само може да се активираш одма. Може и Знаеш, идна ракот е голем, професија. нели? Да. Идна професија, Идна може ќе професија. станеш и молар и мајстор. Мора да видим со стој купател, многу кабли има тука, а не требате. Најпрво остави го купатилото, најпрво санирај ги другите работи за ние да заврши. Поедноставните ќе А почнеме. купатилото ние секако во купатило ништо нема да правиме. Само ќе го кречеме, нели, лафончето ќе го белиме, а плочкар ќе си најдете плочкар. И тогаш полека, нели, постепено ќе си измачкаш, плочки ќе си земеш и ќе си ги залепиш плочките. А собите спреми ги. Ето. Имаш мотивација, имаш екипа тука. Не, работи. А ова ќе го средиме ние. Само овој црн кабел, значи може да се тргне. Ќе го тргнем јас тој тој сега. качи го, а овој дебелиот ќе го покриеме. Овој ќе го наместиме. Овој овде, у маската каде овој, овде негде овој. Во следните неколку дена куќата ќе биде целосно подготвена. Тогаш Јован и неговото семејство конечно ќе може да го започнат своето ново поглавје во животот во дом што го заслужуваат. Ја и Силвана. Само и со Силвана? Сами, да. Јас мислев дека прв пат ќе ти биде. Не, прв. Тоа значи дека имаш искуство. Да, има. Ќе само да умокрим овој. Овој, дај го. Добра е густината на тоа? А? Добра е густината? Саки ми. А не ли беше подобро да почнеме од тие ѕидови кои што има помалку дупки? Не, тие малку вечер ќе ги ја тој направи. Овој До да. вечер ќе ги пополниш. Да, све. Денес цел ден ќе работиш. Цел ден, да. Добро е, ќе заштедиме на мајстор. Не, ќе што можем ќе го работи. Што можеш тука си? Сепак за свое. Да. А дали ти кажа газдава колку време стои вака куќата? Многу време стои. Кога е направена? Ово е наследена од негов дeda. Пази, Оливера, да не. Да не те правим ја, јас сум работник. Може има 15-20 години. Има. Затоа има оштетување на делот, циглите.
Нема многу дебело. Како? Нема дебело дење многу. Тој нека суши. Тоа не треба да се измазне. Не. Нека суши, нека повлече. Чекай само ова старо да им доколку ќе ми докачи. А што мериш со тоа? А треба да влечем зидот. Втора кофа е ова, Да. Киде многу. колку очекуваш да отидат на овој зид? Едно 15 колички кај. Целиот. Спорно ми е дека не ќе одите ми. Ќе изнесем песокот и денеска го ударам овој. А тој песок беше останат, Не, купувага. а ти го купи. Да. Зошто го купи? Па да, ондека за колците ми додека одека не измалтеришен, да ќе го искористим. А ти мајстор си бил, бе, колега? Да. Можеме да го земеме во екипата. Како не, готово. Фаши вадиш? Да. Има фат. Има. А ние ке баравме човек што не... Кабе мајстор ќе баравме друг. Јаке мене удари фасад. Сега фаши ќе извадиш и по нив ќе влечеш, Да, а? така да. Браво, мајсторе. Тебе мајстор не ти треба се. Не. Ова се ќе ни помогнеш, ќе ни спремиш. И И овде вака кај што е ова. Ова малце подрамли го тука. Ова вака и ќе го зарајбуваш, добро? знаеш ли зашто треба? Да. Тој И овие вакви што има, за вакви ти кажував, за овие тој ќе вакви го што има недостатоци, израмни ги вака и замачки, добро? Ама овој, Да. Али мораш прво да го очисти од зидот. мајсторе, Да може да лепи. овој, знаеш ли зашто е остана овој? Овој е за плочките, затоа е до тука финоше. Добро, ама сега по ново плочки само измеѓу елементите се лепат. Да. Така да можеш ова малку да го стругнеш, како да го закосиш и со фино да го поминеш ова парченце. Треба да го да се. Овие исполни ги, ти исполни ги, таму во таа соба каде што видов, виждам имаш, тука. и тоа исполни. Ќе правиме. И таман ти исуши да можеме ние да Така. белиме, важи? Ваџи. Све ќе уради, што може, све ќе се уради. Може подобро да се отворат прозорците, да влегува топло. После прозорците на кип ставите ги. Не се кипата. Едниот се ете тај се само отвара. Добро, отворете ги ако не кипаат, за да може да се суши поубаво. Мајсторите полот си го излепија надвор. Горан, ова е делот што е бил некогаш предавница. Да, ова е Под куќа- продавница, Мгм. да. Под Деловен спратот, простор. деловен простор. И тој се стои во имотниот лист, некогаш било продавница. Продавница е ова, а таму е фурња. Има деловен простор исто и оваа страна. Колку што е целата должина на куќата, толку е и деловен простор. Да, има деловен простор е ова е све. Што било ова тука некогаш? Ова е било фурња, Тука било пекара, се Пекара, печело, да. пециво. може и пециво и све може да се пече. Леп. Може повторно да се активира Да, производството. може.
Имаш ли таква идеја, амбиција да го огласиш? Може би има некој кој што бара ваков простор со оваа големина, па... Па може, не ми треба, може да го изнајмим. И продавницата, и фурњата, и деловниот, овој целиот спрат можем, деловниот простор. Овој дел бил производство, тука се печела, и Да, таму тука. тој другиот дел исто. Не, тука се, од овдека се давало левот на таму, преко тој прозорот. И таму има други врати, па искача се таму. А таму тој дел што било? А овој фурњата е било тука, а овој е деловниот простор, тој ваѓа брашно све. А таму била посебна продавница. Да, овде е посебната продавница, а таму е за магазин. И може да се издаја овој свет, цело. Може да ете повикаме кој сака, кој има потреба. Кој има потреба може да ми се јави и ќе го изнајме. Целиот спрат што е деловниот простор. Целиот долен спрат. Да, целиот долниот спрат ќе може да го изнајме. А вие ќе се живеете горе? Да, ние горе ќе живееме. А овој кој може и кој сака може да му го изнајме. И продавницата, и фурњата, и деловниот простор се. Тоа се два засебни објекти или Да, некој да. може да го земе и И целосно може. тука да биде производство, таму да биде продажа. Продавница, да. Продавница. Сега се отворени многу работи. Едно од работите е дека треба да се привршат нели работните активности кои што ги започнавме денес. Втората работа е дека тука овој простор го огласуваме, тоест го огласуваш дека бараш кераџи, го даваш под наем. И третата и најважната работа која што ви е потребна и на тебе и на Силвана во моментов е активна работа. Да. Двајцата сте работоспособни и ќе ги замолиме сите фирми и компании во име нели на вашите деца, малолетни деца, да ви дадат работа, да ви понудат работа, а вие да одговорите на истата. Да, може. Бидејќи за да се функционира, да се продолжи со животот, не може без работа. Не може без работа, мора да се работи. Целата поента и на проектот Срца на дланка е да застанат луѓето на нозе и да продолжат да работат и да се трудат во својот живот. Нели не е во ред да се за месец-два откако ќе се средите, повторно да се јавите и да барате донации. Целиот проект е заснован на тоа да се почне, да се продолжи и да се работи во животот. Имавме таков случај во Срце на дланка пред една година, во која што им беше реновиран станот. Станот беше реновиран на семејството, а тие го продадоа истиот и потоа повторно бараа донации. Тоа беше семејството од Куманово, кое што не сериозно правеше работи, на веќе направени работи, да се продаваат и да се изневери довербата на граѓаните и на хуманите луѓе кои што донирале за нивната благосостојба. Затоа, сите кои што во нареден период исто ќе се пријават во нашава емисија, ќе стоиме за тоа дека треба да работат и дека треба нели да се трудат во животот за да нешто постигнат. Далеку од тоа дека ние не стоиме за нив да им помогнеме првично да застанат на нозе, но важно е да се работи, Горан. Со солзи во очите, Горан и Силвана ветија дека оваа поддршка за нив ќе биде нов почеток, ветување дека ќе се потрудат да најдат работа според нивните можности, бидејќи како што самите рекоа, не можеме вечно да живееме од донации. Сакаме самите да обезбедиме иднина за нашите деца. Во меѓувреме, изминативе месеци, додека ите мајсторите чекавме да се ослободат екипи, вие тука правевте? Да. Работевме, градевме. Работевте со Силвана? Да. Гледам, имаш посадено и бавча? Да, имам посадено и бавча, све. Уште не го реши проблемот со ногата, гледам Не, повторно. не сум го решил. Ова се пиперките? Не, ова е Што е ова? Компири? Да. Таму се пиперките на наломот. А, таму? Таму. А тој патлиџан поседа. Патлиџани. Тој кромит. Ова е лук. Ова за ваши потреби, така? Да, за наши потреби. Значи започна со земјоделие. Да, мора да се работи.
Просторот ви дозволува, Да, барем тоа да не се купува. да. Овдека канализацијата, мојега градоначалникот да ми помогне, не ми помогна градоначалникот. Чекага 3 месеца, 4, па мора да се задужи, се плати и још не ми е приклучено. А што е ова канализацијата? Да, канализација, да има куќата канализација. Немаше претходно? Немаше. И сега што се чека? Сега се чека мајстори од комунале да дојдат, да приклучат, платено ни е. 7500 е платено за приклучок, а још не е дојден. Ке дојде веројатно деновиве, додека се прави Па би куќа? требало и да сваки ден кога одим, ги молим да приклучат. А и ово е кромит. И тука се насадиле Да. кромит. И овој ќе го посадеше, ја дека због канализацијата. Се ви е направено за да се искористи Да, просторот. да се искористи, да не се купува храна, мора да се произведе нешто. Може и ке продавате? Да, Да се да видиме живи и здрави. заработи некој денар, да. Да. Тука велите сте неколку дена Да, неколку во, дена. во долниот дел, Да, тука во спиете. продавницата тука спиеме, па да работиме, чим си посадил мора да се вади, да се све. Си бара работа. Мора да барам работа, зашто може да работим као чувар, зашто со ногата сум инвалид, со левата нога, а за чувар ќе работам. Со оглед на тоа дека во моментов си невработен, куќата си бара, има нели поголема квадратура, има 3 сати како што ми кажа, Да, тоа 3 сати. ќе има издатоци. Ќе замолиме сите кои што се во можност да му најдат соодветна работа со нели квалификациите и физичката состојба на Горан, работа која што ќе може да ја исполни, да одговори на задачата, а сепак да му се помогне на ова семејство да има приход со кој што ќе може да живее тековно. Тоа би можело да биде било што, чувар, некоја работа која што ќе може да ја одговори со состојбата, односно болките во нозете. Да, така е. Ти си сепак и млад, си работоспособен, Да. имаш добра нели состојба, меѓутоа само ногата те спречува да работиш потешка физичка работа. Верувам дека има доста компании тука во Крива Паланка каде Има, што ќе може да одговорат на моментот се работи, да. И верувам дека во меѓувреме и ќе се заврши сето ова со куќата и ќе може да се вработиш некаде за да можеш да си ја гледаш фамилијата, семејството. Да, така е. Веќе неколку часа екипата на Срце на дланка се наоѓа заедно со мајсторите од Свис градба кои што ја прават фасадата и внатрешните зидови ги оспособуваат во собите. Ќе ги оставиме во моментов да доработат. Ние ќе бидеме во тек со се што се случува деновиве, како се работи, а нормално и на крај ќе сакаме да ви го представиме конечниот проект и вселувањето на семејството на Горан Станковски од Крива Паланка. Во свет полн со предизвици, некогаш е доволно само малку добрина и едно срце на дланка за да се промени нечи свет. Во Мождивњак Крива Паланка се гради нов дом за малиот Јован. Со хуманоста на сите вас и со трудот на Свис градба и Дарко Петрушевски, куќата добива своја вистинска убавина и краен изглед. Ние во наредниве денови ќе дадеме се од себе, да ја завршиме и фасадата, внатре зидовите да ги обелиме, да ги бојадисаме и да биде спремни за вселување. Сега, секој чекор е поблиску до сонот. Семејството наскоро се вселува во дом полн со љубов. Работевме, градевме, све. Имам посадено и бавче, све. Па мора да се прехраниме од нешто.